Добро утро. Како за петок, денеска ќе имаме многу предизвикувачки прашања. За таа цел ќе употребиме малку коучинг, малку неуролингвистичко програмирање и малку предизвик. Например, ќе пробам да ве научам една од алатките која што ја имаме во коучинг и која што ја користиме во неуролингвистичко програмирање. Се вика неврологички нивоа и служи за анализа на моменталната или на идната состојба. Со помош на оваа алатка, јас ќе ве предизвикам да размислите за вашата иднина, за тоа кои сте вие и кои сакате да бидете во одредено време. Одредено време, не утре, не задутре, за 3 години, за година, за 5, се што можете да замислите, колку и да е тоа моментално далеку. Па да речеме, во една пирамида се поставени 5 нивоа или скалила. Како можете да го анализирате својот живот или како можете да ја поставите својата визија за иднината? На најдолното ниво е нашата околина. Во смисла, овде можете да си ги поставите прашањата. Каде? Кога? Со кого? Каде сум јас сега, во која околина, со кои луѓе, на кое место и каде сакам да бидам, во која околина во иднина. За таа цел можете да си нацртате 2 вакви пирамиди и да направите споредба. При тоа, пирамидата секогаш можете да ја вреднувате. Например, моменталната околина јас ја вреднувам на скала од 1 до 10. Ако, да речеме, моменталната проценка ми е на 3, во иднина за 3 години јас би сакала да бидам на 8, што е прилично амбициозно, но ајде да видиме. Второто ниво се однесува на однесувањето. Како јас се однесувам и што правам моментално. Значи, прашањето е што? Што правам? Дали моето однесување е адекватно на тоа што јас го живеам и тоа што сакам да го постигнам? А ако не е адекватно, ајде да видиме што е потребно да се направи за да јас постигнам некоја цел или да се замислам некаде. Третото ниво се компетенции и ресурси. Прашањето е како? Како јас нешто да направам? Што ми е потребно од компетенции и ресурси за да постигнам некаква цел? Секако дека не сите ресурси и не сите компетенции ги имаме во одреден момент, но сигурна сум дека знаете дека човек доживотно учи и се развива. Па и ресурсите и компетенциите се добиваат со време и со труд, нормално. На четвртото ниво е нешто што е давно заборавено. А тоа е нашето срце. Тоа се вредностите кои што ние ги носиме и некои викаат дека со вредностите се раѓаме, тие никогаш не се менуваат. Како вредност е секоја именка, значи секој еден збор, тоа може да е здравје, успех, љубов, среќа, исполнетост, слобода. Кои се вашите вредности? Семејство, постигнување, финансиска и материјална сигурност? Размислете за тоа. Нашите вредности се нашите двигатели. Ако не сме усогласени со нашите вредности и ако не ги инкорпорираме во секојдневниот живот, тоа значи дека ние не го живееме сопствениот живот. Што е она што мене ме води и зошто ми е ова важно за да постигнам нешто? Зошто ми е важно е прашањето. На петтото ниво е нашиот идентитет. Кој сум јас сега и кој сакам да бидам. Тони Зен имаше една таква песна, но
Иако некој не сака раб, песната има многу смисла. Најбитното прашање во животот е кој сум јас и што сакам. Нас ни е полесно да размислуваме во негативен контекст. Јас не сакам ова, ова и нормално, бидејќи умот не познава негација, замислете добиваме повеќе од тоа што не го сакаме. Ајде да го трансформираме начинот на размислување. Кој сум јас сега и кој сум јас во иднина? Кој сакам да бидам? Со кој суперхерој сакате да се споредите? Кои негови компетенции и ресурси сакате да ги имате? Што е она што вас ќе ве представува и како вие ќе се представите надвор на светот? Значи, кој сум јас? Се надевам дека оваа слика не ви е потполна. Тука нешто недостасува. Ова е систем кој што се однесува само на себе си лично. И секој човек, кога само мисли на себе, не прави ништо во животот. Себичноста, велат, не била некоја доблест. Јас ќе се сложам со тоа. Што значи тоа? Човечкиот живот, ако нема смисла, нема значење. А смислата секогаш доаѓа од она што ние го оставаме на другите луѓе, како наследство, како влијание, како енергија, она што некако ќе има бенефит за сите други и што ќе не надживее нас и после долго време откако нас физички ќе не снема. Тоа значи дека на оваа пирамида овде и недостасува нешто што се вика систем или визија. Прашањето за ова е на кого се ова може да му биде корисно. На кого се можам да влијаам со тоа што ќе остварам мојата цел. На кого се мојот живот ќе му биде од бенефит и ќе му даде добробит. На кои луѓе, дали на човештвото или на вашето семејство без разлика, јас ќе можам да им направам и да им оставам нешто добро. Секако како додаток на ова е следното. Секоја промена доаѓа одозгора. Смислата на животот е одредена од нашата визија и од она што е поврзано со другите луѓе. Размислете, што е она што можете вие да го дадете на другите луѓе. Тврдам дека секој од нас е различен и дека секој од нас има талент со кој е роден да може да придонесе глобално и локално. Па затоа, ако сакате да направите промена во вашиот живот, размислете за тоа, што вие уникално носите, оригинално можете да дадете, за да на сите други им биде подобро, вклучувајќи ја и вас, и со тоа да си направите еден исплатлив, прекрасен, извонреден, магичен живот со кој што ќе може да се пофалите и по вашата физичка смрт. Промената секогаш доаѓа одозгора. Размислете која е вашата животна мисија и која е вашата смисла. Ако животот нема смисла, ние сме тие што можеме да ја направиме, да ја формираме и да ја измислиме. Мисијата не е нешто што ни е дадено, да, можеби, дел, но мисија е сето она каде што јас ја вложувам целата моја страст. И немојте да мислите дека овој пат кон иднината ќе биде праволиниски. Арс Луцида има феникс во логото. Исто така и нашата книга Муавети за личен развој има феникс на насловната страна. Многу маечки направивме со феникс. Сите знаете можеби што значи фениксот, но чисто да ви кажам. Нашиот живот е многу повеќе од пепел. Значи, нашиот живот е многу повеќе од стагнација, од форма, од стереотип. Нашиот живот ја покажува нашата способност да се издигнеме над сите ограничувања, над сите животни препреки и да продолжиме понатаму, како фениксот кој што се преродува и се издига од сопствената пепел во оган.
Ви посакувам прекрасен викенд и се надевам дека наскоро и лично ќе се сретнеме.